почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во наредните неколку денови ќе изнесеме сознанија во јавноста за бизнис поврзаноста на Заеви и Филипче. Ќе расветлиме дали Венко Филипче е председател на СДС, за да може полесно да управува со мрежата фирми од Бугарија преку Петрич и Струмица до Скопје. Како семејствата на Заеви и Филипче влегувале во милионски бизниси додека тие биле на функција и како се поврзуваат со фирми со сомнителни дејности. Напоменуваме дека сите овие сознанија веќе беа изнесени во јавноста од ИРЛ, но Венко Филипче и СДС избегнаа секакви одговори. Се започнува од тоа што Венко Филипче избегна да одговори на наводите дека во анкетниот лист доставен до антикорупцијска комисија ја сокрил фирмата за недвижности од Бугарија, која ја пронајдоа истражувачките новинари. Од овде се одмотува клопче тешко милиони евра. Потенцираме дека Венко Филипче не сподели со јавноста дека по завршување на министерувањето одлучил да влезе во приватен бизнис со недвижности. А со таа намена, во ноември 2022 година ја регистрирал компанијата Power i8 во соседна Бугарија. Со адреса на улица Гоце Делчев број 12 во Петрич, на 18 ноември 2022 година ја формирал фирмата, а првата запишана дејност на фирмата во која Филипче е единствен собственик и управител е купување, изградба и продажба на недвижнини. Но потоа се наведени уште неколку други дејности во кои може да работи компанијата. По парламентарните избори на 8 мај 2024 година, на кој Венко Филипче стана пратеник на Социјалдемократскиот сојуз, доби и обврска да го пријави својот имот во ДКСК, недвижен и движен имот, сопствеништво и секаков друг имот. Филипче до последниот рок за поднесување анкетен лист не ја пријавил фирмата во Бугарија. Зошто велиме дека Филипче е клучен во бизнисите на Заеви и дека со таа цел е начело на СДС? Имено, на истата адреса со фирмата на Филипче се водат повеќе компании во сопственост на братот и братучедите на поранешниот премиер Вице, Трајче и Бобан Заеви. Поточно кажано, Филипче се вселил кај Заеви. Зошто Венко Филипче не ја пријавил фирмата во Бугарија во својот анкетен лист? Што сака да сокрие Венко Филипче и крие ли известна адреса која се поврзува со други фирми? Дали Филипче е дел од шема на фирми кои правеле милиони? На овие и многу други прашања ќе дадеме одговори на следните пресконференции. Ви благодарам.